Сакам да стекнам повеќе знаење, например, од правен аспект, сакам законски дали може жената да се социализира, например. Значи имавме предавања, како тоа да се прави, мапирање, правивме разни проекти. Почнуваш да се доучуваш, што се вика, колку буџет има општината по тие статистики, и интересно е. Прв пат ги се собереме жените, значи направивме муабет како што ни треба, до каде сме, што да бараме и тогаш си одиме кај градоначалникот и си бараме. На почеток, како почеток помалку бевме членки, како што теравме со години нанапред, одевме, видоа дека имат успех, значи се појавуваме во јавно, знамо таму дружба, најпрвин дружба, после кога се гледа дека можеме да решаваме проблеми, можеме да бараме ова она што ни е потребно и така се зголемуваше здруженијето. Да пристапиме кон проблемите, а и кон решенијата, значи. Буџетот како го распределуваат, во кои насоки и така ќе знаеме кој каде се распределува и колку ќе има и за нашето село тука повеќе. Интересно ми беше, почнуваш да се доучуваш, што се вика, да тие работи не ти беа јасни, нели, и по состаноци, по колку буџет има општината, дали по тие статистики, и интересно е. Да, и тоа активни се жените, да, тие сакат да одат градоначалникот, вака сакат да се собираат, да бараат што им треба. Повише се социализираш со многу луѓе, стекнуваш огромен број на пријатели, стекнуваш. Порано ми било потешко, затоа што не сум знаела за кој проблем од каде да побарам помош. Сега знаеме кој проблем, од која институција треба да бараме за да ни помогне, за да биде решен проблемот. Едноставно да ги запознае законите. Ја немавме таа храброст да ги бараме нашите права и потреби. Сега гледам на поинаков начин. За овие години што сме во организацијата, значи стварно успеавме бар нешто. Да бидам сослушана, да ме сослуша некој, да си го кажам моето.